Нова тема, нови соговорници и ја отвораме вака. Мрзливи, неинтелигентни, неспособни. Вакви се најчесто етикетите кои им се лепат на децата во Македонија, кои имаат потешкоти со учењето, без никој при тоа да знае дека всушност страдаат од дислексија. И често во Македонија наутро сме зборувале дека токму непрепознавањето на појавата произлегува од фактот што децата во ништо не се разликуваат од другите, ниту во интелектуалните способности, ниту во однесувањето, напротив, кај нив е многу поизразена креативноста и креативното размислување. Утрово во Македонија наутро на оваа тема решивме да зборуваме преку пример. На гости имаме функционер кој што неодамна се одлучи гласно да зборува на оваа тема, сакајќи да прави промени и да ја подигнува јавната свест токму за дислексијата. Велам добро утро за градоначалникот на Велес, Марко Колев, заедно со него и Дамјан Николовски од Сдруженијето Ајнштајн. Добре ни дојдовте. Добро утро. Господине Колев, ќе започнеме со вас и вашата приказна. Од она што го читав изминативе денови е дека за дислексијата, односно дека имате дислексија, сте дознале пред 3 години. Тоа практично значи цел живот, живење во незнаење. Како, на колку години всушност дознавте? 30? На 35, сега на 38. Да. Како беше 35 години да се живее со дислексија, да имате состојба во која што вие знаете како поминувате ден за ден и во оној целообразовен процес, а да психички сте вака силен? Јас, како што кажавте, 10-11 месеци го говорам на оваа тема, јасно и гласно. Се со цел 10 до 15% од дечињата кои што се моментално во образовниот процес не го доживеа тоа што сум го доживеал јас, и во изминативе 11 месеци правам се да се подигне таа јавна свест, заради тоа што многу е тешко да се бориш со нешто што не знаеш. Јас фактички на 35 години првпат ги осознав и термините дислексија, дискографија, дискалкулација, и од тој ден па наваму некако ми е полесно и врз основа на различни техники што ги имам усовршено овие 3 години, полесно се справувам. Фактички јас кога го дознавам терминот дислексија, потешкоти со читањето и информацијата дека има издружение Ајнштајн, прв му се јавив на Дамјан, а Дамјан ме поврза со неговата мајка која е инструктор, поточно е тренер, направивме тест и фактички се констатира тоа што и препоставувавме дека јас имам таа дислексија. Какви емоции во вас будеше чувството дека со тешкоти читате? Во периодот на детството зборува, кога растевте? Неколку пати сум го спомнал тоа, ќе го спомнам и во оваа емисија. Јас, во образовниот процес имаше забавишти и прво деление. Добра. И во тој временски период од прво деление јас добив жолтица и бев тогаш отсутен 2 до 3 месеци надвор од образовниот процес, а дечињата, моите соученици, почна да ги зимаат буквите. Фактички јас некако каснев и психолозите, педагозите и наставниците некако го припишуваат тоа. Тука е наоѓа причината? Да. Добре. Тука е наоѓа причината. После тоа го кажавте и вие, немрзлив треба да учите повеќе, треба да читате повеќе, треба да се читат лектири повеќе, но тоа едно со друго нема никаква ближна точка. И суштина за здравиот психофизички развој на детето е поддршката и од семејството, и од наставниците, и од соучениците. Ја имавте ли низ годиниве? Не. Тоа прва работа, образовниот процес е таков да овие термини некако не се познати. И од страна на професорите, од страна на стручните служби сме немале никаква, поточно не сум немал никаква поддршка. Поддршката од домот е секогаш тука на прво место, со тоа што верувајте и родителите не знаеле со каков проблем се соочувам. Така да ни мојата мајка, ни мојот татко, ниту моите баби и дедовци не знаеле со што се соочувам. Значи јас сум читал гласно. Прво деление, второ деление, една страна 15 минути, верувајте, тоа е било мачење со тоа што не ве терале врз основа на инструкциите што ги добивале од психолозите, педагозите во образовниот процес, да се тренира, да се да се
читаш тој можда повеќе. Дамјан, ако се позанимаваме со бројки, ќе дојдеме до податокот дека околу 12,2%, помалку или повеќе, нели, од учениците од прва година во средните училишта имаат умерена или изразена дислексија. Ова е сериозен процес и тука низ годиниве вие решавате да правите сериозни промени. Имате ли чувство дека се видливи? Да, имаме. Добра. Не можам да кажам дека нема напредок. Имаме многу голем напредок во однос на особено подигнувањето на свеста за дислексијата, меѓутоа се уште не на доволно ниво. Исто така недостасуваат некои системски промени, значи промени во законската регулатива и она што е најважно, едукација на секој наставник за дислексија, како да ги препознае учениците, затоа што токму наставниците се тие првите кои што треба да препознаат состојбата, па потоа да соопштат на родителите, нели да се превземат соодветните чекори. И едуцирате наставници низ годиниве и тоа сериозно работите со нив. Како тие работат со своите ученици? И во однос на тоа прашање имаме напредок. Сега се повеќе и повеќе се забележуваат учениците со дислексија, знаат да се препознаат од страна на училиштето и да им се понуди соодветна поддршка. Меѓутоа, треба да се направи уште многу за тоа што е многу важно, апсолутно секој наставник да биде едуциран за дислексија, меѓутоа не само да биде едуциран, туку и да ги превземе сите оние потребни чекори кои што се важни и за препознавање и за поддршка на учениците. Ќе ве замолам, режи, имаме видео материјали кои што се подготвени соодветни за денешниот разговор, па може да додадат секако додека разговараме. Дамјан, што е најнеопходно за едно дете со дислексија нормално да функционира во образовниот процес? Можам да кажам дека тоа е некој тип на прилагодување не прилагодување на наставната програма, толку колку што е прилагодување на односот на наставникот, наставниците и стручните служби во училиштето кон потребите на децата. Тоа што го напомена Марко, моментот на и се уште се случува децата со дислексија да се форсираат се повеќе и повеќе да читаат. Не е тоа решението, токму напротив, се ствараат се поголеми фрустрации кај децата. Значи, има техники и начини кои што се достапни, барем во денешно време кога е достапен интернетот, секој наставник може да ги види и треба да ги почитува за да може нели да имаме успех кај секој на дете кое што се соочува со тешкотии во учењето. Господине Колев, причината поради која што откако дознавте, извесен период моучавте за дислексијата, велите е за да не се злоупотреби информацијата, но кој беше пресудниот момент кој што ве поттикна да го прекинете молкот? Добро, јас секако ќе проговорев на оваа тема, независно дали ќе бев избран за градоначелник на општина Велес или немаше да бидем избран. Тогаш се плашев да не се злоупотреби заради тоа што оваа проблематика е малкуцка табу тема. Ние пред да почнеме емисијата зборувавме малкуцка за предрасудите. И беше моментот кога ќе проговорам. Се случи да станам градоначелник на општина Велес и мислам дека тоа е временскиот период кога треба да проговорам. Имаше размислување дали треба да се случи тоа претходно, но заради тоа што кај нас политиката е таква, предрасудите се такви, може тоа да се изврти во некој друг правец, а мислам дека сега врз основа на функцијата, врз основа на тоа што го изработувам и го работам изминатава година, можам да допрам до дечињата, до професорите, до директорите и институциите. Освен браво по социјалните мрежи за тоа што го направивте, не слушнав и не прочитав никаков лош коментар. Какви беа коментарите први кои што пристигнуваа до вас? Па, јас пред 10 години прв пат проговорив на оваа тема, баш во оваа зграда на Македонската радио и телевизија. Јас не сум прочитал, ниту сум слушнал, напротив, после секој мое излигување на телевизија или мој статус или моја некоја активност, имам се пофолни зборови за ова што го правим, ова што го говорам, тоа ми дава и мотив. Додека патувавме кон Скопје, баш со најблиските соработници го зборував и тоа. И ова гостување мене не ми е лагодно. Камерата не ми е лагодна, интервјуот не ми е лагодно, но знам дека после ова интервју ќе имам јас неколку телефонски повици каде што некоја мајка ќе ми се обрати со
да побара помош на Целта е крај што повисока, да. И како градоначалник, но прица како човек кој што има дислексија, се обврзавте, велис да биде првата општина во која што ќе се прават промените, ќе се едуцира наставниот кадар, ќе им се помага на децата. Како го правите тоа? Па добро, ние со Сдруженијето нешто ние имаме неколку активности во изминатиот период од една година. Прва активност ни беше обука и тоа беше со физичко присуство, каде што поголем дел од наставниот кадар во основните училишта во Велес беа присутни. Сега имаме онлайн платформа и онлайн учење активности кои што исто така на наставниците, но на родителите на децата им даваат активности. Одам од школа во школа, се среќавам со деца што имаат дислексија, ги охрабрувам нивните родители да им кажам дека тоа ништо не е страшно, туку тоа е една може благородна состојба која ја имам јас и имаат и 12% како што кажавте и вие, информациите мои се помеѓу 10 и 15%, се со цел да се надмине овој може да кажам проблем. И каква е состојбата во Велес? Што велат наставниците? Детектираат дечиња со дислексија? Па јас последната моја посета беше во еден клас во основното училиште Васе Говинов, каде што едно дете има дислексија. Добра. Но во класот може да се забележи дека уште 4-5 дечиња имаат потешкоти сериозни во читањето, кои што не знаат. Фактички родителите не знаат. Ова дете што има дислексија, мајката е наставник, си има едуцирано и знае што е со детето, али има многу родители кои што не знаат што се случува со нивните дечиња. Дамјан, како соработуваат другите градови? Отворени ли се за соработка како Велес? Како што кажавте, започнавме со општина Велес, тоа што го напомена и Марко во однос на платформата за е-учење. Тоа е обука која што е достапна за секој наставник, секој заинтересиран родител и апсолутно секој граѓанин кој што е заинтересиран. Почнавме со општина Велес, потоа остваривме соработка со општина Охрид, општина Пробишти, општина Струмица. Се надевам дека ќе продолжи оваа соработка и со останатите општини, затоа што тоа е ресурс кој што е веќе достапен, а за секој оној кој што е заинтересиран, и сметам дека е шанса која што треба секој наставник и секој родител да искористи. Сакам да се фокусираме малку на родителите, наставниците ги едуцирате. Нема поболно нешто за родител кој што знае дека нешто се случува со детето, но не знае што точно. Предпоставувам, оддишка беше своевидна за вашето семејство, кога дознавте пред што сте исправени, со што се борите. И тука некаде сакам да го ставиме фокусот токму и на родителите. Што не треба како знаци да избегнат да видат? Видете, како да препознаат? Да, секое дете кое што во текот на образовниот процес вели дека му е тешко читањето и самиот родител додека чита со него гледа дека има проблеми со читањето, поспоро чита, значи тоа е првиот аларм кој што треба да се вклучи и да не се игнорира, затоа што во најголем дел од случаите не се работи за мрзеливост, него децата имаат сериозен проблем при читањето. А за жал се уште се соочуваме со проблем во однос на прифаќањето и од страна на родителите. Имаме случаи каде што детето во училиште ќе биде препознаено од страна на наставниците, меѓутоа родителот не сака да прифате. Веројатно му е полесно да каже дека неговото дете е помрзеливо од останатите и дека кога тогаш ќе научи да чита, меѓутоа така што се вели проблемот го пикаме само под чергиче, не наоѓаме вистинско решение што ќе резултира со посериозни проблеми понатаму во однос на менталното здравје на децата. Ви олесна кога дознавте дека станува збор за дислексија, господине Коле? Во моментот кога ја детектиравте? Да. Знаевте, претпоставувам веќе со што се справувате. Да, и сега е многу полесно. Да се навртам само на поставеното прашање кога Дамјан во делот на родителите, пошто јас имам така поприлично искуство во делот на родителите, заради тоа што неколку пати сум го спомнал, тоа ќе го спомнам и во оваа прилика, дека јас имам завршено основно, средно, имам високо образование и дел од испитите кои сум ги спремал, фактички сум ги спремал со мојата мајка. Она ми читала мене, а јас сум ја слушал, пошто лицата со дислексија имаат
и фотомеморија, но и меморија на слушање. Фактички со едно читање ние можеме да ја разбереме содржината на текстот или испитот и да одиме без проблем да го положиме. Но сте имале поддршка, се извинувам што ве прекинувам. Тоа е вистинска, суштинска поддршка на родител. Може би не знаеле со што се справувате, но нашла начин како да ви помогнат и да ви олеснат низ животот. Па добро, јас оваа тема дома не сме криле, така Така да родителите гледаат дека имаш потешкоти во нешто, а сакаш на крај краишта да успееш во животот и они ти помагаат. Седа од друга гледна точка, од едно големо искуство кое го имам јас врз основа на тоа што се соочувале моите родители, што не би сакал да се соочуваат моите две малолетни деца, јас интензивно гледам и ги следам како се развиваат од нив, заради тоа што дислексијата може да се каже дека е наследна состојба, не е болест, туку е состојба во мозокот. И интензивно следам мојата ќерка која има 9 години, но и мојот син кој има 4 години, се со цел доколку се јават некои потешкоти, навремено да се детектираат и да се даде соодветен третман, заради тоа што ако се почне многу одрано, последиците ќе бидат многу помали. Помали, да. Дамјан, години наназад не можам да ги избројам колку зборуваме гласно на оваа тема и посакуваме промени и инклузивно општество. Какви промени посакувате во оваа 2023 за нашите граѓани со дислексија? Тоа што всушност е и целта на здруженијето, да успееме што е можно до повисок степен да подигнеме јавната свест за дислексија и она иницијатива која што ја започнавме минатата година, едукација за секој наставник, оваа година да заврши, секој наставник да успееме да го едуцираме за дислексија. Тешко е затоа што и интересот не е толку многу голем кај наставниците, меѓутоа се надевам дека со соодветна поддршка ќе успееме тоа да го оствариме оваа година, затоа што оваа година се 10 години од кога е формирано здруженијето, така што се надевам дека за овие 10 години ќе успееме да ги едуцираме. Многу ми е радува што досега зборувавме за дислексијата, но мене ми делуваше некако апстрактно се додека не ни дојде. Дамјан, и вие имате дислексија и тоа го знаеме и сме зборувале, меѓутоа лично еве вака додека не ни дојде еден човек кој што исто така е успешен во професијата како и вие, за да видиме дека само преку зборување гласно и само преку примери може да се прават промени. И сега од овој аспект, која е пораката до сите родители кои што не гледаат во моментов, а се исправени пред предизвик со своите деца? Од аспект на успешни луѓе. Сакам и од двајцата да слушнам. Прв? Ајде. Па добро, за секој успех, независно дали е тоа во конкретниот случај дали успех или неуспех да бидеш градоначалник, но сепак реализирани во својата професија, во она што сакате да го работите. Мора да има поддршка дома, поточно од домот, од родителите и убавиот збор е многу битна порака што според мене е клучен за успехот, дека не треба никогаш да се откажуваме, напротив, секогаш мене родителите ме мотивирале да одам напред. Тоа сум го сакал да го направам, никогаш не ме спречувале, така да е мојата порака дека поддршката од домот, од семејството, од родителите е најбитна кон успехот и замислите што ги имаат родителите да ги тргнат на страна, туку само да ги следат нивните деца и нивните амбиции на нивните деца. Да, јас само ќе се надоврзам, апсолутно поддршката од дома е најважна, но и поддршката од страна на училиштата за да го имаме оној успех кој што е потребен кај децата. За родителите веројатно е доста предизвикувачко кога ќе дознаат дека нивните деца можеби се соочуваат со дислексија, ќе се соочат и они со одредени тешкоти во целиот нивни образовен процес, меѓутоа поддршката од нивна страна е најважна, затоа што многу често децата во образовниот систем како што го имаме моментално во нашата држава, особено децата со дислексија, не поминуваат најлесно. Токму затоа поддршката од дома и охрабрувањето од дома е една од најважните работи. Голема заслуга, Дамјан, меѓу другото за ова што сте, не сме ја споменале до сега, е вашата мајка, која што е ретка мајка која одлучи да настрана тоа што вам ви е поддршка цел живот, да има поддршка на
бројни мајки кои се исправени пред ваков предизвик. Од каде таа сила? Сила на мајка. Да, Од веројатно, таму. затоа што мајка ми по професија е градежен инженер и она кога дозна за брат ми дека има дислексија, затоа што имам брат кој што е помал 13 години од мене, на почетокот во неговиот образовен процес ги увиде проблемите, иако не знаевме, како што каже Марко, не ни го знаевме терминот дислексија воопшто, се одлучи да смени својата професија и да отиде да се обучи да биде првиот лиценциран тренер за дислексија по методот на Рон Девис, се со цел да му помогне на брат ми, меѓутоа и да помогне на уште многу деца. Попатно дознавте за вас? Да, јас сосема случајно од кога веќе почнав да работам во здруженијето, затоа што и јас како Марко сум се соочувал со некои тешкоти, меѓутоа никогаш не сум имал одговор на тоа од каде произлегуваат тие тешкоти. Обично сум бил етикетиран како мрзеливо, многу интелигентно, но доста мрзеливо дете. Мојот впечаток не е таков, ве знам со години. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Од срце сум благодарна што и ова утро одлучивме гласно да зборуваме на оваа тема, доколку само до еден родител, до еден наставник, до едно дете допреме, сме направиле промена за почеток. Апсолутно. Благодарам. Благодарам. Останете на првиот